Малтретирањето уште при влезот во Грција и обидот на сите начини да се деградира македонската делегација се причините што нашите спортисти ги напуштија игрите на младите од Југоисточна Европа што се одржуваа во Солун. Навредливото и константно непочитување на договорот не ја оставиле алтернатива на нашата спортска делегација, составена од 133 надпреварувачи во 7 спортови, освен пред време да ги напушти игрите. Помеѓу Агенцијата за млади и спорт на Република Македонија и Министерството за култура и спорт на РГ беше договорено македонските спортисти да учествуваат под целосното име, целосната референца од која е примена Македонија во ООН, тоа е бивша Југословенска Република Македонија и по меѓународно признатиот код МКД. Значи тоа на договор во мај во Солун, на која лично присуствував, бевме договорени македонските спортисти единствено така да учествуваат. Значи беа условени организаторите од нас дека тоа е единствениот компромис кој ќе го прифатиме нашите спортисти да бидат под меѓународно признатиот код МКД. Добивме допис дека македонските спортисти може да учествуваат само како фиром или со бело на грбовите. Веднаш одговоривме дека македонските спортисти ќе учествуваат единствено по тоа што беше договорено, значи со целосно име и под меѓународно признатиот код МКД или воопшто нема да учествуваат. И му кажавме на тоа дека овие спортисти нема да дозволиме да бидат малтретирани, понижувани, ниту да биде деградирана Република Македонија. Имавме секојдневни притисоци, значи и секојдневни обиди од страна на РГ да со надеж дека ете може еден ден ќе заборавиме на нашата гордост, на нашето достоинство и можеби ќе им пројде еден нивни обид да не наречат фиром, на кој што јас им одговорив дека буквално не разбирам што значи тој збор. За мене тој збор може да значи некој навредливо значење да има на грчки. Така да им кажав, не знам од каде го измислиле тоа име, но на тоа име нашата репрезентација на Република Македонија нема да се одзива и нема да настапува.